Саудиска Арабија ќе ја испрати првата жена астронаут на вселенска мисија кон крајот на оваа година, што е најнов потек на кралството во насока на подобрување на својот ултраконзервативен имидж. Рајана Барнави ќе му се придружи на саудиецот Али Ал-Карни во 10-дневната мисија до меѓународната вселенска станица, објави официјалната саудиска агенција за печат. Барнави и Ал-Карни ќе летаат до меѓународната вселенска станица со вселенското летало SpaceX Dragon како дел од мисијата на приватната вселенска компанија Axiom Space. Со нив ќе бидат и Пеги Витсон, поранешна астронаутка на НАСА, на која ова ќе и биде четвртиот лет, и Џон Шофнер, бизнисмен од Тенеси. Екипажот ќе биде лансиран од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА во Флорида. Земјата богата со нафта, Саудиска Арабија, ќе ги следи стапките на соседните Обединети Арапски Емирати, кои во 2019 година станаа првата арапска земја што испрати свој граѓанин во Вселената. Заливските монархии се обидуваат преку мноштво проекти да ги диверсифицираат своите економии зависни од енергенси. Саудискиот лидер, престонаследникот Мохамед бин Салман, исто така се обидува да го подобри строгиот имидж на кралството со притисок за реформи. Откако тој дојде на власт во 2017 година, например, на жените им беше дозволено да возат и да патуваат во странство без машки придружник, а нивниот удел во работната сила е двојно повеќе зголемен од 2016 година. Се чини дека можностите за трајно приземените авиони се бескрајни. Се што ви треба е замисла и малку креативност за нивно пренаменување. Додека дел од нив одат на рециклирање, дел се претвараат во ресторани, музеи, кафулиња и места за забава и опуштање. Па така, еден приватен авион е претворен во луксузна вила, сместена на врвот на Карпест предел близу плажата Њанг во Индонезија, поточно на луксузниот остров Бали. Порано бил дел од сега веќе непостоечката флота на Mandela Airlines. Овој стар авион, Boeing 737, бил купен од инвеститорот Феликс Демин во 2021 година и пренесен до неговата сегашна локација. Со 2 спални соби и базен, вилата авион, која што се наоѓа на 150 метри надморска височина, е достапна и за изнајмување. Цените за ноќевање се над $7.000. Новиот собственик вели дека првично размислувал да купи приватен авион за лична употреба, но бргу видел потенцијал да го трансформира авионот во нешто на вистина посебно. Компанија со седиште во Канада планира да гради неколку ресорти во форма на месечина, а првиот е планиран за Дубај. Репликата на месечината висока 222 метри ќе ги содржи сите поволности кои се очекуваат од едно луксузно летувалиште. Проектот вреди $5 милиарди и би вклучувал искуства од типот на лунарна колонија и површина на месечината, наменети за популаризација на вселенскиот туризам на земјата. Како што велат основачите на компанијата Сандри Метјус и Майкл Хендерсон, кога ќе биде завршен, ресортот ќе може да прими до 10 милиони посетители годишно. Наречен Месечина, ресортот ќе нуди и содржини типични за такво место. Ќе има ноќен клуб, центар за настани до 5000 гости, спа велнес центар, джез пијано бар и повеќекатен салон базиран на вонземски летала. Големиот конгресен центар ќе биде наменет за привлекување изложувачи на полето на технологијата и вселената. Ресортот исто така ќе има и 144 луксузни единици за купување во склоп на програмата за приватни резиденции. Секоја вила од 185 квадратни метри доаѓа со доживотно членство и ексклузивни привилегии. Долгорочната цел е изградба на уште 4 одморалишта во форма на месечина во Северна Америка, Европа, Северна Африка и во Азија. И додека се финализираат плановите за ресортот во Дубај, од компанијата проценуваат дека изградбата ќе трае 5 години. Од Moon World Resort велат дека за прошетка по нивната површина на месечината ќе треба да се платат само $500. Конечно е објавена точната круна што Камила, кралицата придружничка, ќе ја носи на крунисувањето во мај. Камила, која ќе биде крунисана покрај нејзиниот сопруг, кралот Чарлс III, ќе ја носи круната на кралицата Мери, потврди Бакингемската палата.
Круната е отстранета од изложбата во лондонската кула со цел да се направат модификации на неа пред крунисувањето на 6 мај, соопшти палатата. Одлуката на Камила да ја носи круната на кралицата Мери на крунисувањето со себе носи и контроверзии. Според палатата, ова ќе биде првпат во поновата историја една кралица да користи постоечка круна за крунисување наместо да направи нова. Круната на кралицата Мери има комплицирана историја поради видовите диаманти што првично ги содржала. Таа била создадена за крунисувањето на кралот Џорџ Пети во 1911 година, според трустот на кралската колекција. Поставена со 2200 диаманти, круната ја носеше неговата сопруга кралицата Мери. Диамантот Кохинур, например, бил ископан во Индија пред илјадници години и е еден од најголемите исечени диаманти во светот. Низ вековите, Индија, Пакистан, Иран и Авганистан ги повикувале британците да им ја предадат круната, но британската влада ги отфрлила молбите да го врати диамантот Кохинур.